Не една, туку 7. Толку со возебни желки се домашни миленичења на Штипјанецот, познатиот штипски еснав Илија Бошков. Во уредениот тревнат двор се шетаат во наводници чуварите на куќата на Илија. Се започнало случајно, раскажува нашиот соговорник, чија семена традиција не е чување на желки, но билкарството и изготовката на лековити чаеви. По случајното беше на планината, сретна таквото, и виде, зема си колата едната и другата си зема колата, донесе си ги дома, после се иде още еднашка до лојзето горе и тамо си донесе още 2, децата ми донесеа 2, станаа 6, една принова има, 7 и те така е. Тешко ли е да се чуваат желки? Дали бараат посебно внимание? Како ти е? Што бараат? Дај што имаш толки таквото, дај зелкички, дај крставички, дај морковчи, дај. Тоа јадат. Травичка си пасат, цвекенца, убави. Ако не чекат шикерче, цвекенца, испасат си го до крај. И затоа там ми е заградено да не улават. Да. Кога се активни? Кога најповеќе треба да се обрнува внимание на нив? Воно види се, што му не е таквото, треба да знаеш кога да ги изнесеш. После март месец мора да се изнесе надвор. От тоа насака више топлота више. Кој се затемне, она си бега, има там колибичка една направи и децата, бега си. Таквото, кој се затемне, бега тамо, кој се заоблача исто бега, од дождо, не излава. Е ладно времето, малкучко е мъглово, такво, не излава никогаш. Дали се консултирате со ветеринар, дали нешто заболуваат или слично? Има некакви такви опасности? Не сум, право да ти кажам. Јас те кажувам ти 5 години, едната чувам више 5-6 години, но сега ништо. Навидум лесна, но одговорноста не е мала кога се чуваат желки. Самите тие не се проблематични. Проблематични се случајните минувачи, иако желките на Илија се своевидна атракција во малото каде живее. Впрочем, овој случај што ни го раскаже Илија, кажува се. Од првен беа, имаше една снема, од еднашка снема, па иде тражи, кога гледам она фрлено у кантата, за ѓубре, па се извадија од кантата, па се ја донесе тука, и тоа. Имате 7 желки. Имате ли во план оваа бројка да се прошири или ќе остане на тоа? Толку, доста е. Доста е толку. Доста е. Тоа е за љубов за мене. Децата ги сакат многу и за тоа. Да. И сега кога спомнавте и децата и внуците, кој не повеќе се грижи за нив? Вие, пошто имате малку повеќе слободно време или? Сони, јас сум сони, цел ден сум тука, излезам си, сони, наранам ги, нанедам ги, преброам ги, тука ли се сите и терам си друга работа. Го оставивме нашиот домакин да ги храни желките со цвет од рузмарин. Вакво хоби Илија препорача на секој негов сограѓанин. Мирот, особено духовното спокојство, е нешто ненадмилниво што тој го има, а тврди дека тоа му го даваат неговите миленици.